Српската пејачка Александра Пријовиќ и нејзиниот супруг Филип Живојиновиќ наскоро ќе станат родители по втор пат, 6 години по раѓањето на нивниот син Александар. Пријовиќ неодамна ја објави радосната вест дека тај нејзиниот супруг Филип Живојиновиќ го чекаат второто дете, а сега е откриен и полот на бебето. Веста за бременоста пристигна во јавноста по успешната голема турнеја на Александра низ регионот со завршниот концерт во Белградската арена, а пејачката изјави дека би сакала да има девојче по синот Александар. Александра не сакаше да ја крие добрата вест, бидејќи и таа и Филип ги сметаат децата за нивното најголемо богатство. Тие се среќни, успешни, со години се во хармоничен брак и природно е што сакаат да имаат уште едно дете. Ова не само што ќе ги израдува нив и нивните семејства, туку и нивниот син Александар, кој често им велел дека би сакал да има брат или сестра. Неодамна дознаа дека Александра е бремена со девојче, но за сега тоа го знаат само најблиските. Таа вест се уште не сакаат да ја споделат поради малер, но и поради нејзиното повлекување од јавноста. Сметаат дека е добро интимата да се зачува и дека Александра веќе доволно беше присутна во медиумите поради големите деловни успеси што ги постигна, вели извор близок до парот. Кање Уест сега тврди дека не е нацист и покрај тоа што претходно овој месец ја разбесни јавноста со тврдењето токму наспротивното. Раперот на почетокот на февруари на платформата X изрази восхит кон Адолф Хитлер и јавно напиша: "Јас сум нацист." Освен тоа, на својата онлайн продавница почна да продава мајци со свастики, подоцна тврдејќи дека со тоа заработил дури 40 милиони долари. Сепак, Вест во меѓувреме ги избриша спорните објави и сега изгледа дека се повлекува од своите претходни изјави. Во објавата на X во средата напиша: "По подетално размислување сватив дека не сум нацист. Сепак многумина не се убедени дека Вест навистина ги променил своите ставови." Еден корисник на X напиша: "Кајне Уест можеби е, а можеби и не е нацист, но очигледно очајнички бара внимание." Друг коментираше: "Зошто едноставно да не го игнорираме овој кретан како што заслужува?" Трет додаде: "Штетата веќе е направена." X профилот на Вест претходно беше деактивиран поради неговите антисемитски објави, но подоцна беше повторно вратен со предупредување за чувствителна содржина за корисниците кои се обидуваат да пристапат до страницата без најавен профил. Маја Велјковиќ Пановска е родена на 21 февруари 1971 година во Скопје. Таа е македонска театарска, филмска и телевизијска актерка. Дипломирала на Факултетот за драмски уметности во Скопје, Универзитет Свети Кирил и Методи во класата на професор Владимир Милчин. Во 1999 година се вработила во Драмски театар во Скопје. Од тогаш реализира главни и споредни улоги во бројни представи не само во матичниот театар, туку и во другите театарски институции во државата. Од 2023 година е директор на Драмски театар Скопје. Добитничка е на голем број на награди и признанија, како наградата Трајко Чоревски за најдобар млад актер за улогата на жената во представата Духот на лименката на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Награда за епизодна улога Димчо Трајковски за улогата на Маре во представата Тетовирани души на Војдан Чернодрински и многу други. Денеска од 19 часот во Националната опера и балет ќе се изведе балетската представа за деца Петар Пан во продукција на НОБ. Кореографијата е на Джеймс Амар од Франција, сценографијата е на Зоран Костовски, костимите на Марија Попучевска. Во представата настапуваат солистите и балетскиот ансамбл на Националната опера и балет. Приказната за момчето што не сака да порасне е една од најуспешните и најпопуларни детски приказни на сите времиња. Ликот на Петар Пан го создаде шкотскиот писател и драматург Бери.